Јас би се осврнал повеќе на планинарските патеки затоа што тие го опфаќаат сите региони во Република Македонија. Тоа е една мрежа од 186 планинарски патеки кои што, како што споменав претходно, ќе допринесат за конкурентноста на македонскиот туристички производ и ќе направат една дисперзија во понудата на Република Македонија. Должината е во неколку илјади километри на овие планинарски патеки, меѓутоа што е поважно? Поважно е што иако природата ги дала тие планинарски патеки, тие ги имало, луѓето го совладувале теренот и создавале планинарски патеки, но не сме биле во можност да ги понудиме како конкретен туристички производ. Зошто било тоа така? Затоа што точно и во тоа е разликата помеѓу туризам и авантуризам. Одењето во непознато е авантуризам, а туризмот е организирано патување. Ние се трудиме природата да ставиме во функција на туризмот, со што би имале бенефит како на локално, така на национално ниво и би имале побалансиран развој. Значи, создавањето на тие патеки кои што би преминале во конкретна понуда, значи опремување, одбележување, поминување со GPS апарати, тоест тоа би значило можност во електронска средина во секое време да проверите и какви се условите, каква е должината, каква интензивност, која физичка подготовка ви е потребна, каква опрема ви е потребна. Значи еден комплетен водич кој што ќе биде на крај и отпечатен, кој што би бил водич за планинарење во Република Македонија и водич за планински туризам. Секако дека аналогно на овој проект, истото ќе се одрази и во велосипедските планински патеки, кои што ги има на територијата на цела Република Македонија. Со тоа ќе бидат задоволени и потребите и на локалното население, со што би можеле да ја совладаат природата и да ги активираат своите велосипеди, да ги изваат малку од гаражи, да ја совладуваат Македонија, со што би ја засакале повеќе. А вие тоа веќе го правите преку вашето списание Патоказ. Јас се надевам дека ќе имаме можност со вашето списание да дојдете да ви ги презентираме како тоа изгледа на терен од овие проекти, со што вие би можеле да го одразите во вашето прекрасно списание и да му го ставите на дланка на читателите кои што се заинтересирани и се, да речеме, активисти за активен туризам, расположени за активен туризам, а со тоа ќе допринесеме и за севкупно подобрување на состојбата во Република Македонија. Значи, велосипедските и планинарските патеки се едни од проектите кои што допринесува и во 2016 да бидеме домаќини на меѓународен самит за активен туризам. Охрид ќе биде домаќин на меѓународниот самит за активен туризам мај 2016 година. Се надеваме дека ситуацијата ќе биде стабилна и дека политичарите ќе имаат во предвид дека Македонија има голем дел од населението кое што има бенефит од туризмот и ќе се обидат да го задржат политичкото бојно поле на едно прифатливо ниво кое што не би наштетило во економијата и во туризмот. Еден од тие проекти е Zipline или Eco Nature Fly, кој што наши вработени луѓе од агенцијата беа на обука во Јапонија и го донесува како еден нов проект во Република Македонија, кој што ќе допринесе исто така не само за нивото на атрактивност, туку малку и за населението во Македонија за оние адреналински спортови. Така да Zipline што представува? Тоа е едно челично јаже по кое што со специјална опрема се спуштате и по инерција земате еден солиден залет вака во спуштањето со одредени станици